Во Трилинг во наредните минути ќе разговарам со стипендист на прворангираниот универзитет во светот Харвард, каде што меѓу другите студирале и 8 председатели на Соединените американски држави, 49 добитници на Нобеловата награда. Според критериумите на Харвард, покрај академскиот дел се вреднуваат и во наставните интереси на кандидатот. На овој универзитет студира Лука Павичевиќ. Добре дојде во емисијата после подолг период. Ова лето и овие денови си во Скопје. Лука, што значи да си македонски студент на еден од најелитните универзитети во светот? Добро ве најдов, Гораст, ви благодарам за поканата. Да се биде еден од моментално двајца македонски студенти на Харвард е пред се голема чест и задоволство, како лична, така и колективна. Јас се шегувам и велам дека ако го земеме бројот на студенти и го поделиме со бројот на население во Македонија, можеби имаме и најмногу студенти на Балканот по глава на жител, но во секој случај, доколку зборуваме пак за односот на самиот универзитет, навистина јас не забележувам дека сум на некој начин различно третиран од страна на професорите и од колегите само поради тоа што сум меѓународен студент, туку сите сме еднакви како студенти на овој универзитет, имаме исти прилики и можности. Од друга страна пак, ова и за мене можност и чест да ја промовирам својата земја Македонија, македонскиот јазик, македонската култура, македонската наука на, како што кажавте и вие, прворангираниот универзитет во светот. Што најмногу ве импресионира на Харвард универзитетот? Дефинитивно би ги издвоил моите професори, кои што се врвни стручњаци во својата област, кои што имаат постигнато многу, како што спомнавте и вие, дел од нив се нобеловци, дел од нив, да речеме, од хуманистичките науки имаат добиено Пулицеровата награда, па дури и по неколку пати, врвни истражувачи, навистина врвни експерти во нивната област, а сепак толку приземни и толку отворени да помогнат на студентите, меѓутоа и да примат ново знаење од нив, каде што за нешто што и самите тие не го знаат. Понатаму ресурсите што ги нуди самиот универзитет, пред се, како што спомнав, би се задржал на ресурсите од академскиот тип, односно библиотечниот фонд, самите библиотеки, можностите за истражување, грантовите што возможуваат истражување и така натаму и така натаму. Студираш историја на Факултетот за науки и уметности, а веќе си ангажирани како истражувачки асистент по предметот политика во американското образование. Може ли барем малку да се направи компарација на американското со македонскиот образовен систем? Апсолутно. Предметот што го слушав во првиот семестар од моите студии, политиката на американското образование, беше некаква логична континуација на мојот ангажман во Сојузот на средношколци и го слушав тој предмет токму поради тоа, да видам каква е состојбата во американското образование и дали е слична со нашата. Дефинитивно делиме голем дел на проблемите, што е од ефективно учење, колку времето поминато на училиште навистина резултира со зголемено знаење, колку знаењето што го даваат училиштата е применливо во реалниот свет, колку е образованието еднакво за сите ученици од различни социоекономски групи, како да се овозможи за припадниците на малцинствата да имаат исто така образование што ќе биде соодветно на нивните потреби, да не набројувам. Меѓутоа, нешто што ме изненади, Гораст, е тоа што мојот професор скоро секое предавање зборуваше со загриженост за какви се состојбите во американското образование. И јас, тоа кај мене создаде еден впечаток што дури јас помислив, па горе-доле излегува дека резултатите се еднакви како на нашиот образовен систем. Меѓутоа, веќе при крајот на првиот семестар, ова е веќе декември минатата година, кога излегува резултатите од ПИСА, американското образование беше или околу просечниот светски резултат, или нешто над просекот. Меѓутоа, американците се загрижени и го поставуваат прашањето зошто не сме први. Парадоксално, но во Македонија, секој наш резултат и по читање, и по математика, и по природни науки беше далеку под светскиот просек,
а ние се колективно говорам, ние се однесуваме со една таква смиреност, не баре сме ние на првото место и го имаме златниот медалј. До кога македонските универзитети ќе бидат на дното на шангајската листа? Зошто не нема? Има тука два фактори што треба да ги анализираме. Првиот е надворешниот што и не можеме толку да го контролираме, а тоа е всушност самата методологија како се прават тие листи. И сега, например, многу повеќе поени во рангирањето носи ако има Нобеловец кој што е професор на дадениот универзитет. Тоа за македонски услови делува невозможно, а најверојатно и е. Меѓутоа, другите метрики, другите параметри што се употребуваат како квалитетна академска настава, понатаму каков успех постигнуваат дипломците од тие факултети и така натаму, дефинитивно можеме да ги подобриме тие резултати. Проблемот е што не се инвестира доволно во високото образование, знаеме дека буџетите се слаби, онаму каде што се инвестираат, пак средства во главно завршуваат за исплата на плати на вработените или некое реновирање на старите згради, значи ништо значајно од аспект да направи придвижување на листата или зголемување на квалитетот на образованието што се нуди, а исто така сметам дека дополнителен проблем е што не доволно се цени високото образование или какво било образование, дали основно или средно, односно се гледа на тоа само како некоја обврска што треба да биде завршена, а не како процес за облагородување на една личност. Неколку истражувања покажале дека кај нас и во светски рамки најголем дел студенти се одлучуваат за професии кои носат финансиски бенефит, а опаѓа интересот за хуманистички науки. Зошто сме сведоци на ваков тренд на опаѓање на интересот, особено кај хуманистичките науки? За жал, овој тренд е воочлив дури и на Харвард. Тоа ми беше еден од иницијалните шокови на кои што требав да се навикнам, а всушност нема меѓу мнозинството нема некој поголем интерес за науката, за прашањата што ги поставува една научна дисциплина, туку се гледа што е најцелисходно од аспект на финансиските средства, како што кажавте и вие. Одговорот зошто тоа е така, моментално го немам. Шпекулирам дека можеби станува збори за материализацијата на живеењето, каде што финансиите се пред се и над се. Тоа е жално, меѓутоа да се вратиме на Македонија, тоа пак за нас како нација представува и екзистенцијален ризик, представува прашање да се биде или не. Пред некој ден го слушав на емисија еден од првите словенечки министри за образование и наука. Словенците како по бројност на народ се релативно слични на македонците, нели? И тој вели, доколку не се изучува словенечкиот јазик, доколку словенечкиот јазик не постои, нас ке не нема. Сега, доколку опаѓа интересот за хуманистичките науки на светско ниво, меѓутоа, англиски јазик повторно ќе зборува и ќе го знае целиот свет. Доколку во самата Македонија имаме срамно мали бројки на студенти запишани да изучуваат македонски јазик и книжевност, значи дека во нина нема да имаме кадри од тој профил кои што ќе ги образуваат ините генерации, меѓутоа и ќе творат и ќе прават нови научни трудови, нови книжевни дела. Ме разбирате што сакам да кажам. Зборот ми е, доколку дозволуваме младината во Македонија, особено најмалите деца, првиот јазик што ќе го усовршат да биде англискиот и подобро да зборуваат англиски од македонски, како ќе очекуваме дека некој пак во странство ќе изучува македонски јазик. Имаме една страшна негрижа што се провлекува па изминатите 3 децении. Замислете, на Харвард моментално се изучуваат грчки јазик и модерен и старогрчки, се изучува албански јазик, се изучува, они го нарекуваат босански запирка хрватски запирка српски, ја се уште го нарекувам српско-хрватски. Во даден момент се изучувал и бугарскиот јазик, а македонскиот никаде го нема. Во меѓувреме пак на Харвард постал славист Хорас Лунд, кој што ја напишал првата македонска граматика на англиски јазик и соработувал со Блаже Конески. Државата покажува огромна негрижа со тоа што не си го промовира сопствениот јазик и култура онаму каде што треба. Односно, онаму каде што може да добие политичка, дипломатска, економска, научна, културна добивка. Оно што е тренд е дека
има намалување на бројот на студенти низ годините. Не е толку голем, затоа што 2008-2009 академска година се запишале околу 18.500 студенти, ланската година се запишале 15.000 и нешто. Тоа не е огромна бројка намалување, со оглед на тоа дека имаме иселување, дека имаме намален број на новородени деца, со оглед на тоа дека доста студенти одат во Словенија да студираат, така што е окей, има промена во структурите, повеќе студенти одат во приватните универзитети, наспроти државните во однос на претходните години. Тенденцијата на младите е се повеќе да се запишуваат на техничките факултети. Дали постепено доаѓа до изумирање на хуманистичките науки? Јас мислам дека не е баш така, затоа што генерално најголемиот дел од бруцошите ја следат толпата. Каде се запишуваат по големиот број, каде е трендот за упис, таму одат. Да речеме, ако пред 20 години тренд било да се запишеш на англиски јазик или на економски затоа што имало пари таму, сега се запишуваат на финки затоа што таму има побарувачка голема и добри се платите, што е нормално затоа што сите сака да работат за убава плата. И затоа околу 5000 студенти се запишани на УКИМ на финки, затоа што таа бројка е и во рамки на некој универзитет на ниво во Македонија. Има промени во однос на природно-математичките науки, затоа што знаете, не се толку високи платите во образованието. Да си наставник во основно или во средно училиште, платите не се толку задоволителни за некој да биде толку мотивиран да оди да запише природно-математички факултет или наставни факултети. Според одреден податок до кој дојдов од јуни година, 40% од младите кои завршиле студии тука веднаш потоа заминале од државата. Тоа е за оваа академска година? За оваа академска година. Добро, сега не знам дали е толков бројот, од тоа што јас го знам, доста и се вработуваат и тука. Пример, моите колеги, јас кога дипломирав лани, најголемиот дел се тука останати и тука работат. Веројатно и тоа зависи од кој до кој факултет е. Тие што се на финки работат од тука за странски компании, но и има многу што заминуваат, да речеме, на летна сезонска работа во Хрватска, во Германија. Се случува затоа што имаат потреба од средства, значи различно е нивото на висината на плата во западноевропските земји со тие тука и условите за живот се многу поквалитетни, затоа секој сака нешто подобро. Сега наша должност е ние доброто тука да го донесеме и да се трудиме тоа добро таму да дојде тука. Така што сметам дека со добри мерки и добра соработка помеѓу владата, ние како студентско собрание, универзитетите, можеме да направиме промени. Што би било примамливо за еден млад човек, наместо да замине од државата да остане тука? Дали платата би била пресудна? Да, висината на платата и добри мерки за нормален живот, да речеме домување за млади, олеснати услови за кредити, да не се толку високи каматните стапки, државата да може тоа да го субвенционира на одреден начин. Понатаму одредени мерки поврзани со благосостојба и квалитет на живот. Ваучери за одредени за туризам, можеби. Германија преку лето дава Deutsche Ticket 50 евра да можеш да ја патуваш цела Германија. Може да се направи некоја мерка со која што ќе се купи во висина на одредена сума со работка на транспортни компании да може да се шета државата. Тоа е една мерка која што зошто преку лето да не може да се истражи државата која што ги има сите убавени. Така што добри плати ако има и добра поврзаност помеѓу образованието и бизнис секторот, каде што студентите ќе бидат веднаш насочени кон работно место и со добра плата секако, мислам дека нема толку да е одлив на население. Затоа што никој не си оди од тука зашто толку е лошо, туку сака подобри услови за живот.